Италијанскиот супер бренд Ферари им го представи на своите фанови и јавноста новиот Ферари Амалфи Спајдер. И додека во брендот на големо се подготвува лансирањето на првиот електрифициран автомобил со разиграното конјче на предната хауба под името Ферари Луче, со моделот Амалфи Спајдер, челниците на производителот од Маранело како да сакаа на своите клиенти да им порачаат: не грижете се, моторите со внатрешно согорување се уште остануваат во нашиот фокус. Амалфи Спајдер е опремен со V8 мотор, сместен во предниот дел, идеален за оние кои сакаат подинамично возно искуство, врни перформанси и уникатно задоволство на возењето со отворен кров. Во креирањето на Ферари Амалфи Спајдер, италијанските дизајнери имале намера да ги задржат пропорциите и волуменот на Ферари Амалфи, задржувајќи ја елегантната силуета на Амалфи дури и во моментите кога кровот е спуштен. Дизајнот е минималистички, со скулптурирани и чисти површини, излезен директно од дизајн студиото на Ферари под палката на Флавио Манцони. Во предниот дел доминира големиот вшмукувач на воздух, со долга скулптурирана хауба, која во себе го крие силниот V8 мотор со моќност од 640 коњски сили. Инаку, кровот, преку процесот на персонализација во Ферари, може да се избере во една од 4 расположиви бои на специјално направената ткаенина, која благодарение на својот специфичен вез ја истакнува тродимензионалноста на мотивите на мекиот покрив. Покривот се отвара за 13,5 секунди и може да се оперира до брзина од 60 км на час. Кога покривот е склопен, пакувањето е дебело само 220 мм, што е многу значено за максимизирање на капацитетот на товарниот простор, кој изнесува 255 литри со отворен кров или 172 литри со спуштен кров. Материјалот од кој е направен мекиот кров има 5 слоја и нуди заштита од топлина и изолација од бучавоста, кои се слични на оние кои ги нуди тврдиот покрив на Ферари. Како и кај моделот Амалфи, кој беше промовиран пред 8 месеци, кабината на Спајдер има распоред на дуален кокпит, што ги издвојува возачот и совозачот во два различни екосистеми, а сепак визуелно поврзани простори. Од најспецифичните својства можеме да ги издвоиме воланот со физички копчиња, враќањето на иконското старт копче, интегриран централен дисплеј. Конфигурацијата за седење е 2+, што значи дека во возилото може да се возат возач, совозач и задни седишта кои имаат сосема споредна улога и на кои може да се возат деца или да се добие дополнителен товар за носење багаж, без притоа да се загуби ни тронка од јасноста на дизајнот. За подобро уживање во возењето, на држачот за рака од задната клупа е интегриран и одбојник на ветер, кој се оперира со допир на копчето и која намалува турбуленцијата на ветерот. Централниот дисплеј служи како точка на интеракција помеѓу возачот и совозачот со споделен интерфејс. За прв пат инструмент кластерот и издувите за воздух се споени заедно во единствен монолитски кокпит, подеднакво поделени во просторот помеѓу возачот и совозачот. Во предниот дел се поставени 3 главни дисплеи. Дигиталниот инструмент кластер има големина од 15,6 инчи. Во средината на централната конзола е поставен дисплеј од 10,25 инчи, преку кој возачот и совозачот можат да пристапат до основните функции, а тоа се мултимедијалниот систем, радиото, телефонот, контролата на клима уредот, подесувањето на седиштата и сетинзите за возилото. На крајот, совозачот и самиот има дисплеј со големина од 8,8 инчи, кој исто така може да ужива во возењето, бидејќи на екранот ги гледа параметрите за G-Drive силите и перформансите на моторот. Конективноста на Амалфи Спајдер е овозможена преку Apple CarPlay и Android Auto, додека полнењето на мобилните телефони е возможно во централниот тунел.
На крајот се враќаме на она што Amalfi Spider има да го понуди под хаубата. А тука е последната генерација на V8 Twin Turbo моторот со зафатнина од 3885 кубни сантиметри од семејството F154, моделот што освои најмногу интернационални награди во последно време. Во оваа конфигурација, моторот е оптимизиран да испорача максимална моќност од 640 коњски сили при 7500 вртежи во минута. Од 0 до 100 км на час Amalfi Spider забрзува за 3,3 секунди, а максималната брзина изнесува 320 км на час. Моторот е спарен со 8 степен менувач со двојна спојка, за прв пат воведен кај SF90 Stradale и е дополнително оптимизиран со помошна контролна единица и подобрена интеграција со моторниот софтвер, што овозможува помеко менување на брзина. Во поглед на безбедноста, Ferrari Amalfi Spider е опремен со цела палета на напредни ADAS системи, како што се Adaptive Cruise Control или адаптивен темпомат, а систем за автоматско сопирање во ситуација на опасност, систем за детекција на објекти во мртвата точка, предупредување за излегување од коловозната лента, асистент за држење на возилото во лентата, автоматско долго светло, препознавање на сообраќајни знаци, детекција на замор кај возачот и многу други мали и големи нешта. Сите системи се конфигурираат преку менија на инструмент кластерот и интегрираат во електронската архитектура на автомобилот, како што се преден и заден радар, камери и посебни контролни единици. Ferrari Amalfi Spider доаѓа и со 7 годишна програма за одржување, која е креирана за да го одржи автомобилот во перфектна кондиција. Програмата предвидува сервисни интервали од 20.000 изминати километри или барем еднаш годишно без ограничување на поминатите километри, а одржувањето може да се прави директно во тренинг центарот на Ferrari во Маранело или во било кој друг овластен сервисер во мрежата на Ferrari. Ако сакате овој италијански убавец да го имате во вашата ергела, треба да издвоите околу $283,000. почетокот на март 2026 година, јапонскиот производител на автомобили Toyota го представи сосема новиот целосно електричен модел Toyota CHR+, кој треба да се надпреварува во европскиот C-SUV сегмент на батериски електрични возила. Овој електричен SUV има линии на купе автомобил, кој истовремено нуди и сериозен простор и комфор, кои пак представуваат основни приоритети кај возилата од оваа класа. Овој автомобил произлегува од компакт SUV концептот, кој Toyota го презентираше во 2022 година.
подготвен е за лансирање на сите пазари во Европа оваа 2026 година и ќе се здружи со моделите Urban Cruiser и новиот BZ4X, со што ќе ја комплетира понудата на батериски возила на Toyota во B, C и D SUV BEV сегментите. Како и кај останатите модели на Toyota, клиентите ќе може да изберат една од двете батерии за возилата со преден или со погон на сите тркала. Иако моделот CHR Plus е инспириран од Toyota CHR, тој има карактеристики специфични само за него. Например, има уникатна каросерија и сосема уникатен интериер. Ексклузивни за моделот се предниот браник, маската и дизајнот на предните фарови, а силуетата во форма на купе е исто така специфична, но и практична, бидејќи ја подобрува аеродинамичноста, без притоа сериозно да се одрази на местото за глава на задната клупа. Интериерот на новиот CHR Plus е навистина модерен. Со својата вкупна должина од 4520 мм и меѓуоскино растојание од 2750 мм, во новиот CHR Plus се нуди коректен комфор во внатрешноста, како и солиден багажник со зафатнина од 416 литри. За забавата се грижи 14-инчен мултимедијален дисплеј, а тука е и навигацијскиот систем, во кој има и систем за пресметување на рутите на начин да се обезбеди редовно дополнување на батеријата по патот, ако за тоа секако има потреба. Во поглед на перформансите, новиот Toyota CHR Plus нуди две батерии. Едната со капацитет од 57,7 kWh само за возилото со погон на предните тркала и батерија со поголем капацитет од 77 kWh, која ќе биде достапна кај моделите со погон на предните тркала или на сите тркала. Максималниот домет според ВЛТП возниот циклус изнесува до 600 km. Моделот со погон на сите тркала треба да испорача 343 којски сили и од 0 до 100 km на час да забрзува за само 5,2 секунди. Сите верзии на моделот се опремени со бројни системи за безбедност на возачот и патниците и со можност за детектирање на многу опасности од сообраќајни незгоди. Стандардни се системите за монитор на мртвата точка, адаптивни светла за висок сноп светлина, асистент на паркирна сопирачка и многу други нешта. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија.
Светот на Tech Alliance, германската компанија што го креираше легендарниот TechDoc, ни доаѓа сосема ново решение за независни сервисни работилници. Во оригиналниот онлайн софтвер TechRMI на Tech Alliance ќе најдете се што му треба на вашиот сервис: технички информации, податоци, електрични шеми и графици, дијагностички кодови и упатства за сервисирање. Дополнително со пакетот го добивате и TechDoc каталог бесплатно. Само во Autotrend, овластен Tech Alliance партнер за Македонија. На свечената премиера, која се одржа на 10 март 2026 година во домот на брендот со трокраката ѕвезда во Штутгарт, луѓето од Mercedes-Benz го представија својот нов луксузен ван под името VLE. Возило за кое луѓето од Mercedes нескромно велат дека ќе го отвори новото светско поглавје, новата ера на гранд лимузини. Станува збор за целосно електричен, повеќе функционален ван, изработен на сосема новата модуларна архитектура, во која царува и интелигентниот оперативен систем Mercedes-Benz Operating System или MBOS. Како што велат во Mercedes, новата VLE нуди спој на најдоброто од комфорното и луксузно возење на една лимузина до исклучителната практичност на еден MPV или Multi-Purpose Vehicle. Благодарение на новата 800 волтна технологија и лесното и брзо полнење, оваа ван лимузина е идеална за секакво кратко или подолго патување. На презентацијата Ола Калениус, председателот на бордот на директори на Mercedes-Benz Group, изјави: сосема новиот електричен VLE означува нова значајна точка во нашата успешна историја од 140 години. Креирана од страна на нашиот пионерски дух, тој го дефинира доживувањето на просторот и комфорот и додава ниво на различност и иновација кои се вистински менувачи на играта. Исто така, VLE нуди и водечка автономија од повеќе од 700 километри. VLE е првиот модел направен на новата ван архитектура, дизајнирана да одговори на потребите и желбите на клиентите и да се прилагоди на нивниот животен стил. Новиот VLE е направен во склад со новата филозофија на Mercedes-Benz, која ја носи пораката Welcome Home или Добре дојдовте дома, и според која секој нов автомобил кој излегува од производните погони на Mercedes ќе ви направи да се чувствувате како дома во поглед на комфорот, уживањето, чувството на едноставност, непосредност и безбедност. Што друго можеме да кажеме за новиот VLE, кој навистина има одличен дизајн и распоред? Механички и електронски, седиштата и задната клупа може да се распоредат на многу начини, токму онака како што најдобро им одговара на патниците. Мануелно оперираните седишта имаат 4 интегрирани тркалца и може да се движат напред и назад во возилото без никаков напор и да се заклучат во било која одговарачка позиција, или пак лесно да се отстранат и стркалаат во гаражата. Седиштата се подесуваат електронски и може да се придвижат и со помош на апликација или централната единица. За комфорот и забавата на патниците на задните клупи се грижи големиот панорамски екран со големина од 79 см со резолуција 8K, кој е скриен во кровот, се спушта на команда и има можност за поделба на екранот,
што возможува комфорно гледање на филмови, музички видеа или имајќи ја предвид деловноста и VIP карактерот на ова возило, зошто да не и за видеоконференции. Командата што е доволна за да се спушти кинематскиот екран е едноставна. Hey Mercedes, start the cinema experience, или во превод Ей Мерцедес, започни го кинематското искуство. На покривот е поставен голем панорамски покрив кој дава дополнително чувство на уживање, комфор и пространост на патниците. Како и кај останатите нови модели на Мерцедес, на возачот му стои на располагање и MBUX виртуелен асистент кој користи повеќе агенти на вештачката интелигенција, ги памети разговорите и кој одговара како добро информиран пријател. Предниот дел на возилото делува како еден голем инфотејнмент центар. Информативниот дисплеј на возачот е голем 26 см, централниот дисплеј има големина од 35,6 см, а подеднакво голем со 35,6 см или 14 инчи е и екранот на совозачот. Навигацијскиот систем е специјално изведен како резултат на соработката на Google и Mercedes-Benz. Ванот е преполн со голем број на системи за активна и пасивна безбедност, кои го гарантираат удобното, лесно и безбедно возење. Она што е важно за новиот VLE, како целосно електрично возило, е дека батеријата може да се наполни и за само 15 минути на брз полнач да понуди нови 355 км автономија. Škoda already offers a whole range of all-wheel drive vehicles, and they are very popular with customers not only because of safety, but also thanks to a number of other advantages. Let's take a look at some of them. They will definitely win you over. First thing is comfort. The all-wheel drive chassis is robust and gives the car stability and comfort, which you'll appreciate not only on roads with reduced traction. One of the key factors for comfortable travel is that Škoda all-wheel drive cars always have a multi-link rear axle. The second thing is the perfect setup and the reaction speed of the powertrain. This is key for 4x4 drive. You need a system which is economical when all-wheel drive is not needed, but at the same time extremely fast and accurate when it is needed. And this is exactly what Škoda cars have. The moment the wheels slip, the drive reacts within milliseconds with the interaxle clutch and torque vectoring and accurately calculates how much torque is needed where. It all works very convincingly, and the same applies to our Enyaq and Elroq EV models. It works in any weather. The axles are not physically connected by a shaft, but the control unit gives instructions to electric motors on both axles so that the all-wheel drive system works just as efficiently. Both cars pleasantly favor the rear axle. The third thing I like is the off-road mode. It comes in handy, especially in the winter when the sidewards can turn into an adventure. In this mode, the car adjusts the settings of the ASR anti-slip system, the ABS, and other systems so it can tackle surprisingly demanding terrain. And the all-wheel drive system distributes torque more evenly between the axles. It works up to 30 kilometers per hour. In off-road driving, the descent is often more challenging than the ascent, and when driving down slippery hills, the car will assist you and maintain its speed. With your family on board, this safety feature is pure gold. But you know what? I'm a rally driver, and four-wheel drive is synonymous for fun with me. So the fourth thing I like about Škoda 4x4 cars is that if you want, you can drive like this. Great balance, quick drive response, and most importantly, a near-C sport stabilization mode that allows you to drive dynamically, but clearly shows you when you're approaching a limit which is not good to exceed.
Just keep in mind that this kind of fun behind the wheel belongs to a closed track and not in normal traffic. So those are my 4 reasons. But Škoda's all-wheel drive lineup refined over many years has a number of other advantages. Try them out for yourself and enjoy. L'uso dei colori è fondamentale nel mio lavoro. Il colore è proprio energia e vita e riesce anche a dare la forza a un progetto. Sono Elena Salmistraro, sono una designer e con il mio design mi piace raccontare storie e soprattutto emozionare attraverso gli oggetti. Tutto parte da un segno, proprio da un gesto su un foglio. Credo di ogni giorno creare una quantità infinita di schizzi, di disegni, anche di dimensioni minuscole, che poi piano piano sviluppo. Cerco però sempre di inserire la parte del racconto, che è quella da cui parto, perché per me è anche un metodo di espressione. Dico sempre che non sono brava a parole, però con il disegno riesco poi a tirar fuori quello che sono. Quando ho visto la Fenomeno per la prima volta sono rimasta subito impressionata dal livello di dettaglio. Ho avuto subito voglia di toccarla, di toccare la texture, la fibra di carbonio, ma anche di sedermici naturalmente. Subito ho afferrato il volante che aveva questo touch vellutato, è quello che ha richiamato poi la mia attenzione. Sono rimasta colpita da queste Y molto geometriche, da questi esagoni che poi sono tipici di Lamborghini, perché ovviamente è una macchina veramente iconica, tutte queste forme riportano proprio alle linee Lamborghini. Il Fenomeno è qualcosa o qualcuno che rompe l'ordinario, che non puoi ignorare, che ha proprio un'identità, una personalità e si esprime poi in modo autentico. Il design per me è un sogno ed è un divertimento. La Fenomeno ovviamente ha un'anima e io la percepisco anche attraverso le sue linee. Queste linee così decise mi trasmettono proprio energia.